Еве сме во вториот дел од емисијата. Големата скромност и професионализам се главните карактеристики на познатиот музичар Благој Ламјов. Нашата телевизија ќе го искористи престојот во неговиот роден град Велес за да поразговараме за неговите последни успеси. Најпрво, Благој, мене ми преостанува да ви посакам среќна нова 2017 година. Здравје, љубов, спокој, мир и така натаму ти посакувам. И би потенцирала тука дека имаш таа чест да бидеш прв наш гостин во оваа нова година. Добре дојде и благодарам што ја прифати поканата да бидеш дел од утринската програма. Ти благодарам и тебе, Ања. Навистина ми е... Ти посакувам истото и јас тебе ти го посакувам, што ми го посака и ти мене. Навистина се осеќам преубаво и почестен, затоа што забележав дека во вашава емисија доаѓаат доста мудри луѓе и навистина сум почестен што седам овде кај јас. Ти благодарам од срце. Така. Сега ќе преидеме на разговорот. Најпрво, многу релации стојат во вашата биографија, во твојата биографија. Ако до пред некоја година патувавте Македонија, Америка, сега сте во Шведска. Зошто ја одбравте Шведска? Еве да кажеме како најпрво. Најпрво се пресели во Шведска пред 12 години. Така. Мојот брат живее таму и прашањето беше Шведска или Америка. Сепак одлучив прво Шведска, но во себе секако планирав да заминав и за Америка еден ден. Но одлучив Шведска, поминаа 4 години, таму студирав на Музичката академија во Малме, 4 години, потоа заминав во Америка и како што кажа, сега, од пред 2,5 години, повторно се вратив во Шведска. Си доаѓам често во Македонија, блиску ми е, се случува 2 пати во месецот да се вратам. Так. Шведска е една преубава земја, се е така добро организирано, народот се грижат за својата земја самите. Так. Така преубаво е чувството, мирно, чисто. Навистина не би ја заменил со никоја друга земја, барем во наредните 5-10 години. Така. Знаат ли за музиката во Шведска, народот во Шведска? Знае ли? Колку е запознаен? Дали ја сака музиката? Да. Швеѓаните толку многу ја почитуваат музиката и го почитуваат животот на музичарите и воопшто на уметниците, што човек се осеќа преубаво, се осеќа магично кога ќе застане на една сцена да настапува пред шведската публика, затоа што тие точно знаат какво е чувството на сцена, дури и да не се музичари. Луѓето што посетуваат концерти предпоставуваат и знаат што поминува низ вашата глава додека свирите. И затоа сме премногу почитувани и вие уметниците. Така. Како се случи целата приказна? Всушност ме интересира како воопшто решивте да направите таков чекор да отидете настрана некаде од Македонија? Да бидам наискрен, како што и секогаш сум, затоа што не знам поинаку јас да одговарам, само искрено. На 14 години почнав да свирам свадби. Од секогаш од мал сум сакал да свирам свадби, но веќе на 20 години, за само 6 години од мојата свадбарска кариера, јас сватив и одлучив дека јас не сакам да се занимавам со ова целиот мој живот. Секоја чест на моите пријатели, колеги од Велес и од Македонија, што се уште 30-40 години се занимаваат и се уште наоѓаат инспирација во тие свадбарски настави. Јас одлучив дека не би можел тоа да го работам целиот живот и затоа одлучив да се посветам на класичната музика подеднакво колку и на народната музика. Кога одлучив за тоа, решив да одам во земја каде што би можел да научам да свирам класична музика на овој инструмент кларинет на едно професионално светско ниво.
Затоа и јас, кога заминав за Шведска, мојата желба беше да зграпчам знаење. Така. Да го зграпчам знаењето што би можеле да ми го понудат. А на тој начин да Музичарите. дојдеш и до некаков успех. Точно, тоа спонтано Так, се так. следуваше. Без без човек да сака, нели, кога се појавуваш на сцена, на телевизија, правиш еден круг на обожаватели во Така. многу земји во светот, по неколку обожаватели, и тоа е и доволно. Така. Ете, кажавме околу каков е животот во Шведска и колку тебе ти се допаѓа и колку си ти задоволен и колку они знаат за класичната музика. Ајде да преминеме на онаа друга тема, ти беше и во Америка. Ете да ни го пренесеш и тоа искуство од Америка. Да, точно е. Во 2008, кога дипломирав во Шведска, на Така. Академијата во Малме, Така, која малку е подоцна ќе се навратиме Така. околу твоето образование, Да. но сега еве да кажеме за Америка конкретно. Така. Во 2008 првиот пат се пресели во Америка. Потрошив околу 6 години на тој континент. Америка е многу интересна земја. Се живее многу брзо. Во Америка може да најдете се што би можеле да го најдете во светот, се на едно место. Особено во големите градови, како што е Чикаго, кај што живеев 4 години. Доаѓаат уметници од цел свет. Завршувате на вечера со некои луѓе што пред тоа сте ги слушнале на радио или сте ги виделе на телевизија. Така. Толку скромни, толку ве почитуваат. Беше многу интересно. Чикаго беше феноменално искуство за мене. Веројатно имаше и настапи, ете да споменаме и Да. за околу твоите настапи таму кои што ги имаше. Така, во Америка отидов за да студирам, Така? нели? Имав и настапи. Доста свирев со локални класични музичари, повеќе во помали камерни состави, но и со факултетските оркестри. Така. Имавме доста настапи. Подеднакво, не ја изоставав и фолклорната музика. Настапував доста за странци кои ја сакаат македонската фолклорна музика. Настапував и во Детройт на македонски свадби. Свадбите секогаш биле тука, иако не ми се иако си заминав од Македонија заради тоа што не сакав да свирам свадби, но работа си е работа. Патував доста за Детройт, се случуваше сабота да отидам за Детройт, да свирам сабота и недела, понеделник да се вратам назад на факултет. Така. Освирив убави концерти во Чикаго со доста познати локални музичари и некои од нив навистина на едно светско професионално ниво. Така. Си бил во Америка, но пред да започне нашиот разговор денес, вчера правевме муавет, јас сети дека имаш престојувано и во Азија на другиот континент. Веројатно има и разлика, но ти ми спомена дека Америка повеќе ти се допаѓа. Ето да споменеме и за твојот престој на другиот континент. Да. Какво искуство беше тоа за тебе? Да. Точно бев во Азија. Првиот пат во Јапонија бев една недела. Ме поканија едни јапонски фолклористи кои изучуваат македонски фолклор. Чувството беше, не можам да опишам како е да се биде на еден... Многу е поразлично. Многу е верувам. поразлично. Прво, тоа што го пишува на продавниците, не можете да го разберете. Така. И да сте во Германија или во Швајцарија или во Шпанија, сепак не го разбирате, но може да го прочитате зборот. Овдека се наоѓате како во една друга планета. Феноменално е чувството. Едноставно си заблагодарувате на животот што ви овозможил да видите нешто поразлично. Вториот пат во Азија бев во Кина Така. и во Јапонија повторно. Тоа беше 6-неделна турнеја околу Кина Не и е ни Јапонија. малку. Не е ни малку, така е. Бев со еден симфониски оркестар од Америка, што се викаше Hollywood Concert Orchestra, Така. демек оркестарот на Холивуд.
Свиревме филмска музика, музика од филмовите во 20 на градови во Кина и во 7 градови во Јапонија. Беше убаво чувство да се биде различен, физички различен од сите останати. Така, ја препознаваат ли они, народот таму ја препознава ли добрата музика? Што мислиш ти, твое лично мислење околу тоа? Да, во Јапонија особено. Так. Во Јапонија навистина знаат што е добро, што не е добро. Затоа изучуваат македонски фолклор доста луѓе од нив, затоа што се фасцинирани од тоа. Во Кина бројот на публиката е помал, но и таму сега полека се отвараат портите, ги отвараат вратите на западњаците, Так. кои би можеле да им понудат добра и квалитетна музика на нивните концерти. Имаат феноменални концертни сали во Кина и во Јапонија исто, но во Кина сум останал со отворена уста. Одлично. Си патувал многу. И самите гледачи слушнаа за неколку патувања кои што си ги имал, но сега да не навлегуваме на подетално. Што е она што ти нема никогаш да го заборавиш од овие патувања? Што е она што посебно ти остави онака печаток? Па не знам искрено, мислам дека добрите луѓе пред се и убавите моменти поминати со нив ги памтам многу повеќе. Секако модерната, интересната архитектура низ светот. Така. Кај што сите се сликаме. Кој што и секој би посакал да ги посети овие места каде што си бил и ти. Точно. Се чувствував многу возбудено кога бев во Бејџинг, кога го посетивме стадионот кај што беа Олимписките игри во 2008, мислам. Затоа што тогаш живеев во Америка и знам дека ги пратевме летните Олимписки игри. И сега кога застанав пред стадионот, се почувствував, не знам, магично, како во сон. Си викам дали е ова местото каде што пред, не знам, 4-5 години огледав Майкл Фелпс, кај што пливаше и не знам уште кој не бе атлетичари. Така. Кажав и претходно дека ќе се надоврзаме околу твоето образование. Малце ќе ни кажеш подетално кој е патот до твојот успех во образованието конкретно? Да. Како започна поточно со музика? Така. На 9 годишна возраст. Така. Моите родители ме запишаа во основното музичко училиште Во Велес. Во канцеларијата на директорката Светлана Ташева, така, која покасно многу ми помогна. Сите деца ги прашуваа што сакате да свирите и јас реков јас сакам како бато. Мојот постар брат Кирил, кој живее во Шведска и тој свири исто кларинет. така. И уште 2-3 други инструменти. Но тогаш само кларинет и реков сакам како бато. Па тука следеа убедувања како ајде ти да свириш клавир, па да свирите Нешто заедно подруго. еден ден. Така. Или да свириш виолина, не сакав да слушнам, сакав како бато. Таа љубов за инструментот ми ја насади, да речем, мојот брат Кирил. Почнав во музичкото, 6 години учев, на 14 или 15 години продолжив во средното музичко училиште во Штип. Беше интересно да се живее во друг град, така на 15 годишна возраст. Имав убави моменти таму, уште во првиот месец, на еден настап, така на еден краток настап, го сврте вниманието на професорите и студентите кон мене. И така бев еден од омилените студенти, не најомилен, но еден од неколкуте омилени ученици на училиштето. После средното училиште во Штип се запишав во Скопје на факултетот за музичка уметност, но таму учев само 2 години. И После потоа тие 2 патот години се пренасочи кон се пренасочи кон Шведска, нели кога Така. одлучив дека не сакам ова да го работам цел живот. Така. Заминав за Шведска и почнав на факултет од почеток. Од почеток, Од тоа е почеток. навистина интересно.
Голем ли беше предизвикот за така најнаш да се одлучиш во Македонија, па да се пренасочиш кон друга држава? Дали имаше некој страв во себе? Да, немав страв искрено. Так. Бев жеден, да речем, бев eager Так. да научам, да сретнам нови луѓе, Ја. да слушнам како луѓето свират музика на Западот, да го видам светот и затоа бев многу возбуден и се чувствував преубаво во тој прв лет во мојот живот на 21 годишна возраст. Кога полетав за Шведска, се почувствував дека до сега беше што беше и стварно бев пресреќен и живеев многу убаво до мојата 20-та година, Так. но сега беше време за едно ново страница. поглавие. Поглавје. Chapter, да. Так. Во текот на твоето образование, веројатно имаш запознано и безброј професори, врвни уметници, кои верувам дека влијаеле врз твојот успех, врз твоето искуство. Ето, може ли да не издвоиш нешто од тоа? Да, може. Прво ќе го спомнам мојот постар брат Кирил, Так. кој беше мојот најдобар учител за народната музика македонска. Кога заминав во Шведска, студирав со Андерс Оберг. Тој ми беше мојот професор по кларинет во Шведска и за мене за секогаш ќе остане мојот крал за класичната музика. Во Америка учев со тројца различни професори. Првата година беше доста позната кларинетистка Елса Лудвиг Вердер, од која научив многу. Вториот мој учител во Америка беше Џон Брусие, кој работи во Симфонискиот оркестар на Чикаго. 2 години учев со него и на крај учев уште 1,5 година со Лери Компс, кој е пензиониран кларинетист, кој од Чикашката филхармонија. Познати имиња се тие, тоа се познати имиња во светот на класичната музика. Научив многу од сите, но направиот класичен стил, класичен пат ме доведе мојот професор од Шведска, Андерс, и така сум му премногу благодарен. Така. Она што тука јас би потенцирала дека ти всушност си и слободен музичар во Шведска, не си со постојана работа. Каков е овој живот? Како е да се живее со такво темпо? Многу возбудливо. Возбудливо? Многу е возбудливо и не може секој да издржи да живее оваков живот. Премногу луѓе, огромен број на луѓе на светот посакуваат да живеат како еден слободен музичар, но не се доволно храбри и силни. Тука е битна храброст. Да. Затоа што се работи за кратки, јас секогаш така викам, се работи за кратки, тоа е како живот исполнет со кратки љубовни романси. Кога паричникот се испразнува и не знаеш што ќе се случи утре, во тој момент добиваш имејл или телефонски повик за работа за 4 месеци во некоја опера или значи се појавува светла точка во темнината. Преубаво е слободата што ја имам е нешто незаменливо. Можам да откажам, да одбијам работа доколку не сакам доколку сакам да си дојдам во Македонија. Договор, Така. Да. И кога човек ќе потпише да работи во еден опера оркестар за 4 месеци, тогаш мора да е таму тие 4 месеци, но ако се случи да добиеш работа една работна недела во симфониски оркестар, не мораш да ја прифатиш ако сакаш да си дојдеш во Македонија или сакаш да отидеш Шпанија малку на сонце. Преубаво е. Треба човек да е храбар, треба да има авантуристички дух, треба да е силен и да е спремен на месеци кај што 2-3 месеци ќе остане и без работа некогаш. Но затоа во некои месеци па работиш дупло повеќе. Така. Ето, ти си ни одличен пример
токму за таков живот. Мгм. Какво е чувството на сцена? Ето, во Шведска конкретно. Да. На сцената е магично, Магично? но и ризично. Зошто? Магично затоа што магично е затоа што е магично. Преубаво е чувството на сцена. Доаѓа момент кога ги искажуваш чувствата преку музиката, преку инструментот, преку тие микродинамики што ги овозможува инструментот како што е кларинетот. Ја имаш публиката во своји раце. Ја даваш својата љубов. Ги правиш среќни безброј луѓе во светот. Ги лекуваш духовно на некој начин. А ризично затоа што со самото стапнување на сцена постои еден голем ризик. Твоето достоинство наспротив грубите исмејувања. Тоа ги дели една танка линија. Така. Затоа што публиката е онаа која може да го сруши целото создание, се што си создавал целиот свој живот. Публиката е таа што може да се исмејува ако човек кивне на сред сцена или ако Токму така. имал некое влакно на палтото. Нели, публиката знае да изгради една кариера на еден музичар, но публиката знае и да уништи една кариера. Затоа е човек што излегува на сцена или на телевизија, еден музичар, тој е силен човек. Така. Види, она што друго би сакала тука да кажеме дека ти претходно пред да започне нашиот разговор ми кажа дека не знаеш кој те гледа на сцена. Значи не знаеш и да се малку и да е мала публиката, не знаеш меѓу таа мала публика кој те гледа. Значи кој ги следи твоите чекори, да не кажам. Така. Како реагираат странците ете во Шведска и на тој дел на македонскиот фолклор? Да, прво да кажам за тоа што го рече дека никогаш не знаеме кој е во публиката. Тоа е многу важно. Секој настап е важен. Дури Так. да има 20 седишта полни, Так. значи да има 20 луѓе во публиката, никогаш не знаеме кој не слуша и каква можност може да се роди после тој некој настап. Затоа човек секогаш треба да е спремен да отсвири, да настапи на едно најпрофесионално светско ниво кое во моментот го поседува. А странците како реагираат на нашата музика, македонската? Они се воодушевени од македонскиот фолклор. Сум имал прилика да зборувам со многу луѓе, сум имал прилика да им држам часеви, семинари, да ги забавувам. Тоа се луѓе што ми одговориле зошто ја сакате нашата музика македонска. Ми дале одговор: ти не си од Австрија или ниту од Германија, но ја сакаш класичната. Ние не сме од Македонија, ја сакаме македонската народна музика. Одличен одговор. Така. Така. Не мора човек да е. Кога музиката ќе го допре во градите, во телото, си ја задржува. Паметните луѓе ја задржуваат и не си одат од таа музика повеќе. Ето, може сега и во продолжение нешто да им прикажеме на нашите гледачи во што ужива шведската публика, но и македонската. Така, ќе ви отсвирам нешто кратко, Така. прилично фолклорно. Ќе ми биде малку тешко сега, се уште е прерано и телото уште не му е разбудено, но ќе се потрудам да отсвирам што подобро. Така. И прилично ладно е. Ова не ми е оправдување. Така.
Одлично. Тешко. Ти кажа дека малце не ти е разбудено телото, Така. но јас уживав, искрено. Ти благодарам. И јас уживав додека свирев токму за тебе и Така. им благодарам на гледачите што се уште не слушаат. Така. Какви се твоите ангажмани во моментов, еве, да кажеме, на ова поле? Во моментов наискрено не сум многу зафатен Така, со затоа ангажмани. и тука малце уживаш во родниот крај. Така, затоа сум веќе скоро еден месец, за неколку дена ќе се вратам во Шведска. Така. Есента беше прилично зафатена, се случува едно утро да имам проба, истата вечер да имам представа со операта во Малме, наредното утро повторно да имам проба со симфонискиот оркестар на Хелсинборг, истата вечер да имам концерт во Хелсинборг, наредниот ден да имам проба со некоја музичка група што свират македонски фолклор, наредниот ден да имам некоја клубска свирка и тоа. Во моментов немам мојот календар до јуни е прилично чист, да речем празен, но како што обяснив пред малку, тоа се кратки музички и љубовни романси што се случуваат спонтано. Се случува некогаш пред еден ден да се јават од некој симфониски оркестар за во наредните 2 недели да ме побараат за работа, затоа што им е потребно. Во јануар имам снимање со симфонискиот оркестар на Хелсинборг. Хелсинборг е околу 1 сат далеку од Малме. Оркестарот снима CD и кога има така посериозни проекти, имам приметено дека често се јавуваат кај мене. Човекот што свири прв кларинет доста ме почитува и му одговара моето свирење. Така. Она што тука би било добро да кажеме, колку време ти е потребно кога се подготвуваш на оваков вид на настапи? Дали секојдневно правиш проби, дали секојдневно е твоето вежбање на инструментот? Да, така. Човек мора да вежба секој ден, дури и во периоди кога нема работа и да се случи еден месец и 2 месеца да немате работа. Мораш да вежбаш затоа што никогаш не се знае кога ќе се јави некој. Особено за оваков вид на слободен музичар како што си ти. Така, така. Кога е човек во една добра форма, од симфониските оркестри, кога имаат потреба, пред една недела, обично кога испраќаат материјалот, веќе и искуството си го прави своето. Некогаш пред 2 дена почнувам да го вежбам. Може би 2-3 дена го слушам заедно со партитурите. Така. Последните 2-3 дена заедно со инструментот. За една симфониска недела, работна недела, не треба толку многу време. Но доколку треба да се настапи како солист, треба малку повеќе време, особено ако се работи за дело кој никогаш претходно не сте го свиреле. Може би треба да го вежбате 7-8 месеци. Значи 7-8 месеци работите дома за да отсвирите еден концерт. Така. Затоа и таквите концерти се платени како да сте работеле 7-8 месеци, иако сте работеле 35 минути на сцена, но вие сте работеле дома. Така. Со овој инструмент ги допревте срцата на многу љубители на музиката. Ете, свирите класично, но и народно. Што е она што повеќе ви се допаѓа? Па потоа ќе ни отсвириш и нешто од класиката. Класично. Така. Па искрено, подеднакво ги сакам и класиката и народната музика. Малку и себично од моја страна ги одржувам затоа што ми го прават животот поинтересен. Јас не знам како е да се свири само еден вид тип на музика, еден инструмент во симфониски оркестар од понеделник до четврток, секоја недела, не знам, 40 недели во годината. Јас не би можел да замислам таков живот, затоа и така себично ги користам моите таленти, што, фала му на Господ, ми ги дал. Се одржувам колку што можам на едно професионално ниво,
на светско професионално ниво и Така. во класичната музика и во македонската народна музика. Дојдов до едно добро ниво сега да можам денес да отсвирам фолклорна музика 2-3 сати на некој настап, а утре да имам класичен концерт. Се случува некогаш и во истиот ден. Наутро истиот да свирам некое снимање со народна музика, а вечерта класична оперска представа која трае 4 сати. Фала му на Господ и што ми давал трпение да вежбам и да можам да дојдам до ова ниво. Затоа што стварно е преубав е животот кога работите повеќе работи од истата сфера, од музичката сфера. Така. Ајде еве сега да слушнеме нешто Нешто и од класика, а? Класика, да. Ајде да пробаме. Морам тука да кажам дека ова класично парче ми се допаѓа мене некако повеќе, не знам. Се е до вкус, но еве како мој комплимент Така, до тебе. Мгм. Колку ги споменавте настапите. Колку овие настапи се доказ за вашиот квалитет и колку тие ти овозможуваат, ти го отвараат патот до успехот. Така. Да, како што и пред малку рековме дека секој еден настап е важен. Мора човек да биде спремен да настапи на едно така скромно светско професионално ниво. Така. И повеќе од сигурно е дека од секој еден настап излегува нов. Ако не професионален ангажман, барем нови пријателства кои го прават животот уште поубав. Така. Кој од овие сите настапи кои што си ги имал досега? Кој ти е оној најзначаен досега? Верувам дека има повеќе, но сигурно е еден кој што ти е онака во срцето, да не речем. Да. И кој што си секако и најзадоволен. Да. Знам кој е тој настап. Тоа беше концерт во една црква во Чикаго, кај што свирев камерна музика со Брент Тейлор, тоа е виолончелист кој работи во филхармонијата на Чикаго, и еден пианист кој се вика Куанг Хао Хуанг. Тоа се луѓе многу добри музичари, прифатија да свират со мене на овој настап. Значајно за ова ми е затоа што јас си докажав самиот себе пред се, дека јас сум запливал во оние професионални води на едно светско ниво во класичната музика. Убаво го издржав концертот, беа среќни, задоволни. Коментарите нивни беа дека би сакали и понатаму да заработуваме и да свириме заедно. И тоа беше еден доказ за самиот себе си, дека јас сум научил доста. Така. Дали покрај оваа кариера која што ја имаш ти напорна работа, да не речем на временски периоди, ти дозволува да имаш приватност? Па сигурно поголема приватност имам од луѓето кои се занимаваат со поп музика. Ние никогаш не би можеле да нашата популарност никогаш нема да биде на толку високо ниво колку на луѓето кои се занимаваат со поп музика. И не се лутам за ова, баш сум и посреќен, затоа што
така во последно време дознав дека сум бил прилично популарен во Велес и искрено ми смета. Се случува така луѓе да застанат тука ли си, да кога си дојде, јас ништо не знам за нив. Луѓето имаат потреба од тебе духовна. Да. Затоа што тие имаат повеќе потреба од мене отколку јас кон нив. Малку е тешко затоа што кога е човек малку популарен, пак ќе речам, иако во споредба со поп звездите јас сум ништо, нели во популарност, но сепак постои една голема бројка на луѓе кои имаат потреба од мене и јас сум свесен дека секојдневно повредувам луѓе, дали се пријатели, дали се, не знам, девојки, дали но човек не може да живее трудејки се да не повреди никого. Ако живееш трудејки се да не повредиш никого, тогаш твојот живот и животот на твојата најдрага би бил мизерен. Така. Оно што тука е интересно за тебе, Благо, е тоа што сите ве познаваат по музиката, но не е музиката само вашата пасија, туку има и една друга страна, која што верувам дека многумина од сите наши гледачи, општо сите луѓе, не ја знаат вашата друга страна. А тоа е дека покрај свирењата знаете и да напишете некое добро парче поезија. Па еве во оваа прилика може и нешто да ни прочиташ, дел од твоите напишани зборови. Ања, па човек ништо не може да скрие од вас. Од каде овие сега сознанија за мене? Добро што сум спремен. Пишувам последните 2-3 години, не многу често, но доволно за да си помогнам сами од себе си. Пред се. Ќе ви прочитам нешто, една поема, пишувам поезија. Ќе ви прочитам една поема што ја напишав минатата пролет. Тоа е една љубовна поема. Се надевам ќе им се допадне на сите. Мене и на личноста за која ја напишав, премногу ни се допаѓа. Така. Кога ме водиш ти, само тогаш можам да му се спротивставам на најдлабокиот океан и да допливам до површината, за да ја почувствувам возбудата на зракот и капките во моментот на допир. Кога ме водиш ти, би те следал и до Вселената, затоа што дури и таму твоето тело го повлекува моето посилно и од неголемото гравитационо битие, не дозволувајќи ниту звездена прашинка да се протне помеѓу нив. Танцуваме грациозно низ безвоздушните полиња, додека звездите безрезервно им љубоморат на твоите очи, подзамижани, сјајни, потонати во копнеш кој ја победува твојата трпеливост и те притиска страсно во мене. Широкиот ти цветен фустан лебди, откривајќи ја тајната што се крие во секоја од брчките на моето лице. Косата ти разлетала, не баре благ ветар допатувал од земјата, за да ја погали и да ми покаже дека тебе, убавино најнежна, и природата те љуби. Супер. Не очекувам да ми откриеш за кога е напишана ова песна, но зарам не е доволна само музиката за да ги искажеш твоите чувства? Па мислам, може би и не, штом сум почнал да употребувам збор, напишан збор, за да Затоа што објаснам. ова го кажав затоа што знаеме добро дека секој музичар своите чувства ги искажува само преку музиката. Значи, затоа и конкретно те прашав дали не е доволна, ама очигледно ми го даде одговорот дека... Да, мислам дека не е, затоа што луѓето различно ја доживуваат музиката. Една иста музичка форма, некој ја доживува како тага, истата музичка форма, некој ја доживува како среќа, но зборот е збор и секој може да го разбере. И сепак мислам дека поезијата е еден вид уметност. Така.
Верувам дека сте го стопиле срцето на онаа особа која што е намената оваа песна. И за крај, тука би те прашала, тежок ли е патот до успехот? Затоа што ти си една успешна личност. Мислам дека на завидно ниво. Ми завидуваш? Не. Така. Па, се чувствувам и јас како еден успешен човек. Така. Пред се затоа што сум среќен. Мислам дека за да се биде среќен е веќе успех. А второ и ете имам една скромна кариера Па и не баш интернационална, скромна. да. Па и не баш Не баш скромна. скромна, да. Доста свирев, доста сум свирал до сега, ете на и во животот сигурно ќе свирам уште на многу повеќе места во светот. Тежок е патот, јас стално секогаш велам дека нема директен лет до успехот. Да. Се работи за безброј станици. Така. Од калдермата белешка до музичкото училиште, до средното музичко училиште, факултетен, друг, трет, четврт. Човек треба да е мудар. Да е мудар да си одбере со помош на својот учител. Предпазливо да си го одбере кој ќе му биде неговиот учител или неколку учители. Мудро да го гази секој еден чекор. Да го одбере патот, затоа што има безброј патишта. Да го одбере вистинскиот пат. И кога еднаш ќе стапне, и тоа што го намислил, ќе мора да си го оствари. Тешко е, има препреки, но ќе ги заобиколуваш или ќе ги прерипуваш или нарамо ќе ги Так. тргнеш од пред себе, ама ако премногу го сакаш нештото, не може да не се оствари. Не може да не се Голема оствари. е Сонувај веројатноста многу да за стане реалност. така, сонувај многу за барем половина од тоа да се оствари. И кога ќе почне да се остварува, чувството е преубаво, се осеќаш силен, се осеќаш дека задоволен, се чувствуваш дека ти си премногу силен човек. Така. Благо, мене ми останува да ти посакам успешна понатамошна работа во Шведска, бидејќи ќе си заминеш за неколку дена, но пак ќе се вратиш. Ми беше чест и огромно задоволство што ја прифати нашата покана да бидеш дел од утринската програма, да ни ја раскажеш твојата животна приказна и патот до твојот успех. Ти благодарам и тебе, Ања, и искрено им се заблагодарувам на гледачите што го потрошија своето време да до крај останат со нас. Така, ти благодарам уште еднаш. Благодарам.